Како што најавивме на самиот почеток на емисијата, ќе имаме мал ексклузивитет, а тоа е првото возење на Dacia Spring. Не успеавме во март поради пандемијата да бидеме присутни на таа презентација, но сега имаме шанса да се соочиме со Spring. Што е тоа? Електричен автомобил кој сака да моторизира поголем дел од Европа, и тоа на струја. Поради неговата ниска цена и прифатливата концепција која ја нуди, Dacia е на добар пат тоа и да го исполни. По димензии Spring припаѓа во категоријата на најмали автомобили, каде веќе е добро познато триото Volkswagen Up, Seat Mii и Skoda Citigo, како и братскиот Renault Twingo. Првата предност му е цената која во земјите на Европската Унија е поставена на 20.990 евра, а во зависност од регулативите на земјите членки, субвенциите може да го доведат до цена пониска од 11.000 евра, што е далеку поевтино од останатите. Spring делува повеќе од симпатично. Скромните димензии ја најавуваат неговата основна амбиција, а тоа е да биде градски автомобил кој нема да загадува. Покрај тоа формата потсетува на теренец, па ќе им се допадне и на оние кои го следат трендот. Амбиентот во внатрешноста дава измешани вредности. Тврда пластика, механичката рачна сопирачка, традиционалниот клуч со кого се врши стартување, се остварувања како кај класичните автомобили. Од друга страна нуди, меѓу другото, 7-инчен навигацијски систем со екран осетлив на допир, смартфон врска, паркинг сензори со камера и металик боја. Иако збунувачки, овој твист добро функционира. Каросеријата има 4 врати, исто толку и седишта. На задната клупа има малку простор за колената, но бележа 10 см повеќе простор отколку во Renault Twingo Electric. На почетокот на возењето прв пат доживеав да стартувам електричен автомобил со клуч кој треба да се заврти во 3 степени. Тргањето е мазно. Веќе од тој момент го слушате ротирањето на моторот исто така практично скроен. Тоа не ја оправдува скепсата кон електромоторот силен само 44 коњи, напојувани од батерија со капацитет од 27,4 киловат-часови. Имав рута од 25 км низ кои ги запознав реалните употребни вредности. Во градскиот метеж низ кого се пробивав цели 45 минути, во ниту еден случај не се осетив инфериорно. Малиот Spring одлично се снаоѓа со својата навиду мала сила. Поради штедењето на тежината изоставен е добар слој на звучна изолација што резултира со понагласени тонови кои доаѓаат од тркалата при рекуперација. Ниту управувањето не е идеално, но со секој извозен километар се сваќа суштината на Spring. Тој е наменет како ефтина солуција на електрификацијата за градски средини, каде се истакнува со практичноста декларираните 300 км во урбани услови, но и конективните технологии. Навигацијскиот систем работи безпрекорно, дури одлично реагира на давање солуции при грешка на возачот. Декларираната крајна брзина од 125 км на час е второстепен податок, но овозможува солидно однесување на автопат. Dacia декларира дека досега се нарачани 20.000 примероци, а според планот до крајот на годинава е да се заклучат 26.000 испораки. Според цената Spring е најефтиниот, а по возењето заклучив дека е и најпрагматичен електричен автомобил што досега сум го возел.